работник патник, да немаш ништо да страдаш за всичко, а ти и твоите браќа направите се. Дала ти да правиш да живееш у изба, од лунка до гроб да бидеш роб, од вашата мака да живеат грузи. О, братко, пукни на таков живот, со браќата твои, со маката ваша, сродете го овој свет и нов направете братски. Како Јане Сандански го прослави 1. мај. Шета Јане Сандански по Пирит планина. Имаше еден остров и отидоа на островот со четата. Јане му рече на четата: се ближи 1. мај, денот на работниците. И имаја црвено знаме кај нив. И го поставија на знамокот на островот, црвеното знаме. После цела година властите не можеа да пристапат и да го срушат знамето. Со песна од Кочараце и символично објаснување за црвената боја на знамето, околу 200 луѓе на повик на левичарското движење Солидарност и движење за социјална правда Ленка излегоа на улиците со протест да го одбележат 1. мај, денот на трудот. Граѓаните кои излегоа на протест велат дека ситуацијата со работничките права во земјава е лоша и не треба да се прославува со ракија и скара. Ова се задоена идеја со биберон, не со млека. Шо народ сме не знам. 8 души 20 пати окис нема за наплата. Само сме четворица. Трагедија за народот. Друго не знам. Трагедија на народот. Плата нема, плати картони. Од нова година нава до века 8 души умру. Нема картони, нема да се лечи, нема пари на лекар дига. Еве никој не излега. Цела Европа искаше, ја не знам која држава живеете. Сега прашај се те граѓани. Зошто тогаш има толку малку? Изгледа сакат повеќе скарат. Заради работничките права, за народот да има што да работи, да биде организиран све, не само луѓето да идат сега на 1. мај да јадат, да пијат. Треба и овој манифестации да се одржуваат. Но Сојузот на синдикатите не се согласува со таквиот став. Тие денот го одбележаа со пресконференција. Разлика од некои кои што сметаат тие невладени организации и издруженија кои го критикуваат Сојузот на синдикатите на Македонија, дека треба дебата да се направи. Дебата не правиме ние во кафулиња, дебата не правиме во пазари, дебата не правиме на разноразни други места или во универзитетските кабинети или во школските клупи. Ние дебата правиме постојано во работничките средини. Додека председателот на Сојузот Живко Митровски зборуваше, дел од демонстрантите присуствуваа на настанот и со мирен протест и транспаренти го изразија незадоволството од работата на синдикатот. Исто така, ако сметате дека со паролите кои ги внесувате сега од ваши причини, од ваши некои куќи, исто така дека ќе сметате дека ќе ја нарушите атмосферата во која што владее Сојузот на синдикатите на Македонија, исто така дека мирно, скроз мирно. Еве вака. Во меѓувреме, новинарскиот синдикат и Ленка покрена иницијатива до Уставниот суд со која оспоруваат членови од Законот за работни односи. Во ситуација во која расте бројот на тајни скриени членови на синдикатот, во ситуација во која законот не ги признава како членови на синдикатите невработените, слободните новинари и сите кои што се регистрирани со нетипични видови на вработување, ние сметавме дека мораме да реагираме бидејќи законот ги штити само големите, жолти синдикати кои што немаат проблем со своите работодавачи. Ние согласно Уставниот закон од 1991 година ги преземавме овие прописи како републички, од тука законодавецот со национален закон не може да ги менува. Тие стриктно забрануваат секаков вид на контрола од страна на работодавецот врз членството на синдикатот. Додека траеше протестот пред собранието, градежните работници денеска на празникот на трудот работеа на зградата на собранието. Вие денеска не треба да работите, но според плановите на оние газди во институциите, вие треба да работите секој ден, дури и денеска. Ова е работнички ден, ден на протест, затоа ние денес со вас се солидаризираме, заедно против оние горе кои ги кршат работничките права и не ни почитуваат. Така е!